أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Едно од највозвишените дела со кои робот му се приближува на својот Господар, возвишениот и силниот, и кон кој неговата потреба е особено голема, е токму бреча довата. Возвишениот Аллах Азза ва Џелле вели: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Господарот ваш рече: повикајте ме и замолете, упатувајте ми дова, јас ќе ви се одзвијам. Навистина обраќањето со дова кон возвишениот Аллах Азза ва Џел е најголемата врата за остварување на потребите на луѓето, за стекнување на секое добро и за одбивање на проблеми, зло и сите животни тешкоти. Потребите на створенијата и нивните желби се навистина безбројни. Тие не можат да се избројат, ниту да се ограничат, ниту да се опфатат со знаење, освен од Создателот, Севишниот и Мочниот Аллах Субханаху ва Таала. Никој не е способен да им одговори на оние што молат, освен Господарот на световите. Тој е оној кој му одговара на секој што го повикува, кој му дава на секој што се надева, и неговите ризници не се намалуваат, и она што е кај него никогаш не се исцрпува. Зошто тој, Аллах Азза ва Џел, е семочниот над се. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Кај Аллах се ризниците на небесите и на земјата. Во еден хадис ел-Кудси, возвишениот Аллах Азза ва Џелле вели: о мои робови, кога сите ваши први и последни, од луѓе и џинни, која бројка може знај само Аллах Азза ва Џел, од првиот до последниот, не само од луѓе, туку и од џинови, би се собрале на едно место и би ме замолиле свекој еден во едно време да упати дова ке возвишениот Аллах Азза ва Џел, па јас, вели Субханаху ва Таала, на секој од нив би му го дал она што го побарал. Тоа од она што е кај мене не би се намалило ништо, освен колку што се намалува морето кога во него ке се натопи игла. Омер ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху вели: јас не се грижам за тоа, значи не е моја работа дали довата ќе биде примана. Те е до Аллах Азза ва Џел. Туку велит, јас се грижам да му упатам дова на Аллах Субханаху ва Таала. Зашто кога ќе бидам вдахнат да се молам, кога Аллах Џеллешану ќе те направи од оние да му чиниш дова на Аллах Азза ва Џел, тогаш вели таму ќе биде и одговорот. Тогаш таму ќе биде и одговорот. И рекол еден од добрите претходни генерации: размислував и видов дека секое добро е во покорноста и послушноста на Аллах Азза ва Џел. Потоа повторно размислував и увидов дека собирот на сиот хајри добро е токму водовата. Е токму водовата и барањето од Аллах Азза ва Џел.
Оној што му се обраќа со дова на својот Господар е во состојба на ибадет. Значи, свекој момент, кога и било, да правиш дова ке Аллах Азза ва Джел, теја тебе ти се сметат за ибадет. И твојата награда е непрекинна и постојана. Од Убадет ибн Самит радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: нема ниту еден муслиман на земјата кој ќе упати дова на Аллах Азза ва Джел, а тој да не му даде тоа што го бара, или да не одврати зло од него еднакво на таа дова, или да не му го зачува тоа како награда на судниот ден. Што значи дека свекоја реда, кога ќе побараш и ќе упатиш дова ке Аллах Азза ва Джел, ќе добиеш едно 3 работи сигурно. Доколку не бараш грев или растурање на фамилиарни ворски, вели Мухамед алейхиссалам. Значи, за свекоја дова, сигурно ќе добиеш едно 3 работи. Или Аллах ќе ти услиша довата, или поголем хајр, Аллах ќе отстрани некаков мусибет од тебе. Или пак и ќе ти остави за награда на судниот ден, кога ќе имаш најповеќе потреба. Што значи, кога и да крениш роци ке Аллах Азза ва Джел, не се враќа со празни раце. И ова од милоста и дарежливоста на нашиот Господар субханаху ва таала. Еден човек од присутните го прашал на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем и му рекол: тогаш да зголемиме во нашиве дови. Значи да чиниме што повеќе дова. Па му рекол Мухамед салаллаху алейхи ва селем: тогаш Аллах е уште повеќе дарежлив. Колку повеќе бараш од Аллах Азза ва Джел, толку повеќе Аллах Азза ва Джел е дарежлив. Од Ебу Хурейра радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: ништо не е поврено и почитувано ке Аллах Азза ва Джел од довата. Зошто? Затоа што во довата, кога правиш дова ке Аллах Азза ва Джел, се појавува слабоста, понизноста и потребата на човекот пред Аллах Азза ва Джел. А воено и признавањето или се истакнува признавањето на силата и моќта на Аллах субханаху ва таала. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: ед-дуау хуа ал-ибада. Довата на вистина е ибадет. А во друго предание, довата е сршта на ибадетот. Затоа, браќа, довата како ибадет е исклучиво право на возвишениот Аллах Азза ва Джел. И таа му припаѓа само нему, славен и возвишен. Таа не се упатува ниту на близок мелек, ниту на испратен пејгамбер, ниту на евлија, ниту на кое било друго створение. Оној што ќе упати дова кон некој друг, освен Аллах Азза ва Джел, тој му припишал здруженик на Аллах субханаху ва таала, па Аллах му го забранил дженнетот и неговото прибежиште огнот, освен ако се покае пред да умре. Велит Аллах Азза ва Джел: иннаху мен юшрик биллахи фақад харрама Аллаху алейхи л-џенне ва маъваху н-нар ва ма лиз-залимина мин ансар. Кој на Аллах ке му припишува придружник, Аллах нему ке му го забрани дженнетот и неговото живеалиште ке биде джехеннемот, а на зулумкарите никој нема да им помогне. А велит во друго место посебно за довава: ва еннел месаџиде лиллахи фела тед'у ма Аллахи ахада. Џамиите се само заради Аллах Азза ва Джел, да му се чините ибадет само нему субханаху ва таала, и покрај Аллах не молете му се на никого. Ове посебно го споменува поради сега во денешно време многу исламскиот уммет е искушан со оваа работа, а те е со упатвање дова на некого други покрај Аллах Азза ва Джел. И последно, пред 2 дена ми дојде еден брат, млад джематлија, со еден лист кој имаше во неа дова. Дова против урок, против око, сихар и слично. Во овие 3-4 дови, првите 2-3 дови бе добро, беше од курански ајет, но проблем беше во последниот дел од таа дова. Последниот дел од таа дова беше јасно, содржеше ширк во возвишениот Аллах Азза ва Джел. А теја беше состојано 3 збори само. Ја Аллах, ја Мухаммед, ја Али. Довење некого други покрај Аллах Азза ва Джел е ширк. Овие што ми го донеса листов е млад
брат кој не знајте арапски, нити пак има некако познавање за верава, тазе дете Аллах Джелешану го упати, но фитрава што има во него, нешто не е јасно, не му беше нешто јасно во овие дел од ова дова. Па елхамдуля контактиравме со таа особа која му го даде тој лист, па елхамдуля тој го прими нештото, кажа дека сгреши пошто не знаел арапски и иншала се надаваме дека немат повеќе да го ширите. Ове не е критика или навреда за него. Туку ове опомена случајно некој од вас да не имат повторно од овие лисија или од овие дови, кај што се барат дова, се упатви дова кај некого други покрај Аллах азза ва џел. И ова е многу проширено, посебно по интернети. Затоа човек кога има некоја тешкотија, дали од око, дали од сихр, дали било каква болест, знаеме дека во тие моменти мој да му е тешко, па претежно човекот барат кеј да е, шо и да е, само да му е полесно. Затоа пазите се, кога имате некаква потреба, барајте од Аллах азза ва џел. Кога ќе ви се понуди некаков лек, не е проблем ништо во леков, но прво видите дали има нешто што се коси со Аллахова вера. Затоа посебно поменам е, кога има некој ваков лист или ваква работа со кој се повикви некој други покрај Аллах азза ва џелле, да го уништи, зашто може да е пренесено и кај некого други во нашево село овде. Велите Аллах азза ва џелле, и те му вели на неговиот најсакан роб Мухаммед саллаллаху алейхи васелем: "Вала тад'у мин дуни Аллахи ма ла јанфа'ука ва ла јадуррук", и покрај Аллах азза ва џел, не моли му се на тој што не може ни да ти користи, ниту да ти штети. Никој освен Аллах азза ва џел немој да ти доноси корист ниту штета. И никој немој да ти отстрани тешкотијата освен Аллах азза ва џел. Затоа браќа, чувајте се што земвите, од коде земвите, ако нешто не ви јасно, поубопитајте се пред да падните во нешто што е забрането или во нешто што се коси со вашата вера. И затоа довата како дова е сршта на ибадетот и најсаканиот доказ или најјасниот доказ за нашиот таухид и за нашето еднобожство, кое треба да му го насочиме само на возвишениот Аллах азза ва џел. Го молам Аллах субхану ва таала да ни упати на правиот пат, го молам Аллах азза ва џеле да ни очисти нашите зборови и нашите дела од све што се состои од ширк или куфр или било каков харам. И го молам Аллах азза ва џеле да го очисти нашето друштво, нашите млади, нашите мајки и татковци од вакви проблеми кои се зафатени од сихир или од било какви болести. Барак Аллаху ли ва лекум фил Кур'анил азим ва нафa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.